Почитувани гледачи, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е универзитетскиот професор Љубомир Фрчковски. Професоре, изминатиот период сме сведоци на многу непријатни слики. Опозицијата излезе од парламентот, нема политички диалог, слободата на медиумите е доведена во прашање, а згора на тоа се подгреваат и меѓуетничките тензии. Како според вас изгледа сево ова во очите на меѓународната заедница? Па со еден збор лошо, тука нема дилема. Вие ги имате собрано сите информации, веројатно и од Европската унија, од американците и од земјите кои се сметаат за наши вака покрупни пријатели. Без исклучок коментарот е дека одиме во слепа улица. Меѓутоа имаме соочени со друга страна со едно големо прашање, не знаат што е целта на владечката гарнитура во Македонија. Дали е се уште евроатланскиот пат пред нас или има некои други опции заради кои им треба поинаков реструктурирање на политичките сили внатре. Второ, живееме еден внатре, ние граѓаните сега, оставете ја приказната од надвор како изгледа, туку граѓаните во Македонија живеат еден период на исклучителна репресивност на режимот, од кршење човековите права во најтврдите релиции, тоа е притвор, полиција, затвори, прислушување и слободата на говорот, која стана тема клучна во извештајот на Европската унија. Тоа кулминираше со инцидентот со А1, која е некаква идеолошка кулминација на тој судир на слободните медии, па и граѓанството заднив со власта. И тој тече пред нас се уште, имаме второ продолжение, уште по-контраверзно. Од друга страна, тоа беше повод опозицијата да оди надвор од парламентот и мислам дека она тоа добро го направи, според моја проценка, затоа што политичката криза ја акцентираше, не дозволи на тој начин да се стави под килим, го интернационализираше уште повеќе проблемот со методите на владење внатре и со едно комплетно растурено и зависно од власта судство кај нас и со тоа ја отвори кризата, ја би рекол, политичка, за едно поголемо влијание и поголем притисок од надвор како би одело некако во правец на институционално незино разрешување, што очигледно ќе бидат некои законски промени на изборното законодавство и превремени избори по моја проценка негде мај-јуни оваа година. Велите дека оваа криза ќе заврши најверојатно со предвремени избори, но колку тие можат да бидат решение со оглед на фактот што сепак владеачката коалиција во овој момент има повисок рейтинг во однос на опозицијата? Па земајќи обзир дека Македонија е земја која во овој период поради репресијата живее под приток голем стрес и страв. Телефонските анкети треба да ги земете со резерва. Да ве подсетам дека Милошевиќ пред поразот од Коштуница имаше анкета која му даваше предност 2:1 према опозицијата, па го изгуби. Ги изгуби изборите. Во такви ситуации, во ова кој вака запече, кој ги дојде до крај, анкетите телефонски не ви се најсигурен израз, а и нив да ги земеме во обзир. Последната на Дневник зборува за однос 1:6:1. Тој е односот кој завршивме на председателските избори. Они се почнуваат со тој. Ја мислам дека реалниот однос е 1:4:1 сега, земајќи обзир анкетата, за 2 месеца тоа е 1:1. Ако тргне жестоко, они мислам дека ќе дојде до смена на власта без некој поголем проблем. И затоа многу им се брза. Во основа власта се брза да распише предвремени избори сега ако може. Тоа меѓутоа не може да го направи поради Ахмети. Нив им е важен Ахмети, они мора да го имаат со себе и дуи за да распишат избори. Ако Ахмети излезе или се противи, не можат сами. Може да дојде до бојкот кој ќе ги блокира изборите, што значи мора да го имаат Ахмети на своја страна, а од друга страна негов став е дека без опозицијата не може да се договорат изборни закони и не може да се иде на предвремени избори. Што значи ние ќе имаме еден период на продолжена дебата и корекција на изборниот закон уште сега, па со Господ напред, после пописот или евентуално во досната проглед ќе излеземе на избори, од оваа агонија мора заврши кај нас. Професоре, неколку пати досега имате изјавено дека македонската страна нема стратегија во однос на спорот за името или по-конкретно се нема политичка волја да се реши овој проблем.
Тогаш која е целта на преговорите и до кога може да трае ваквиот процес? Решение за името не може се очекува дека ќе се случи до предвремените избори. ВМРО не знам како би скочил на избори ако поред се ова дереџа во кое се наоѓа и падна рейтингот, уште договори решение за името пред изборите. Не толку колку што опозицијата би тоа можела да го користи да го напаѓа за извршено предавство. Опозицијата не може тоа да го прави, бидејќи таа има став дека тој спор може да се реши без никакво пореметување на националните атрибути и уставот, туку затоа што ќе биде изложено прашањето што гнјавал до сега, ако веќе имал намера го реши тоа, а ние стоиме 4-5 години во место или назад. Тој убитачен, убоит аргумент нема да може да го избегне ако сега го решава. Второ, нема да ќе се случи расуло во таборот на Владичката партија, бидејќи таму има еден дел 20-30% кои вистински веруваат во антиквизацијата и приказните околу тоа и ќе го третираат тоа како директно предавство. Од друга страна и заклучно мислам дека тој нема никакви шанси да влезе во решавање на спорот пред предвремените избори и повеќе ќе се работи за една сладкоречива глума, контакти, под наводници идеи нови или стари, кои они како ги расправаат сега, па ќе одлучуваат. Во основа тоа е губење време за оние сите што знаат нешто околу тоа. Тука не се случува во основа ништо. Дали решавањето на ова прашање значи сигурно членство во Европската унија и НАТО? Прво, крупно е решавањето на прашањето. Тоа немојте така решавањето, па другото. Тоа прашање ќе биде од оваа власт минирано. Тој што ќе го фати, ќе биде веднаш оценет како предавни, како е ова сега одеднаш се продава све. Така што ќе биде жестока расправа, но мора таа да се отвори првите месеци после новата власт ке седне во столица. Ја очекувам и тоа со голема одговорност. Може да има јавни протести. Тогашната опозиција веднаш ќе излезе да го блокира тоа, ќе се обиде да гради на тоа. Тоа значи нема да биде лесно, независно кој е во приказната и затоа мора новата влада да биде сериозно конципирана. Не можат луѓе од овој тип ветрушки кои ќе ги издува ветерот од улица веднаш избуд. Тоа не може нормален човек кој се обидува кариера да направи прв пат во таа улога, па ќе го растурат со тој тип на напад. Тоа мора сериозна структура да биде која ќе одлучи, која има волја тоа да го реши за 2 месеца и тоа ќе ви кажам на кој концепт. Ја мислам дека тој концепт ќе се одржи. Тоа е меѓународно име со географска одредница која ќе замени ФИРОМ без промена на уставот и без допирање на етничките, односно атрибутите на македонскиот јазик и македонскиот народ. Тоа може на таа формула да се. Тоа грците би го прифатиле? Тоа може. А дали грците би го прифатиле, ќе видиме. Ја мислам дека они еднаш го прифатија тоа за време после Букурешт на состанокот во Париз меѓу Бакојани и Милошевски имаше таква опција за користење на тие термини. Нашите го игнорираа и не го развија тој концепт. Значи има таква линија во преговорите, и посебно со нашите стратешки партнери, тоа може да се одработи без проблем, по моje мислење. Дали по се што се случи, жалите што не ги добивте изборите во 2008 година? Па мислам дека тогаш беше невозможно тоа се направи. Тогаш магаре да врзеа на нивното гласачка листа ќе поминеш. Да ве подсетам на 5-6 јавни собири него му скандираа на сегашниот претседател као Зоран, па Горан, уопште не го знае личноста како се вика. Тоа беше една машина која, во моје мислење, тогаш беше важно да се спротивставите на таа одвратна репресивна машина на власта и да изборите еден резултат кој дури сега социјалдемократите го постигнаа 1:6, дури сега пред изборието. Тоа беше фантастичен резултат, можеше јасно да се види разликата во концепциите, која е иста и сега. Меѓутоа сега опозицијата ќе го добие. На истиот тој програм ќе ја добие. Нова е ситуацијата. Професоре Фрчковски, ви благодарам што бевте наш гостин. Молам. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување за 7 дена.